Shëndetje dhe mirë se vini në debatin e radhës të diskutimeve glokale, një projekt që mbështetet nga Civica Mobilitas, nga MCMS dhe NIRAS, ndërsa partner në këtë realizim është televizioni Alsat, dhe sot do të flasim për temën e migrantët, nuk janë vetëm numër. Është ky debat publik i cili me këtë temë i cili u zhvillua edhe në Gjevgjeli, por sot do të shohim se çfarë efekte ka kriza e migrantëve në Kumanov dhe për Kumanovën. Për shkak të debatit dhe komunikimit, ne do të bashkëpunojmë me kolegët tanë të panelit në gjuhën maqedonase. Dobrodošli na Alsa televizija koja što je partner na Glokal diskusiji projektot koji se podržava od Civica Mobilitas, MCMS i NIRAS. Како што реков, каде што Алса телевизија е партнер и сега ќе ве представам. Денес ќе зборуваме на тема мигрантите, не се само бројка. Оваа тема, истата тема ја правевме во Гевгелија и целта на локалните дискусии, како што се вика проектот е, да се види какви реакции имаат граѓаните за глобални теми, но од на некој начин локална перспектива. Топко заради тоа денеска сме тука во Куманово и сакам да ги представам нашите панелисти денеска. Прво тоа е Светлана Антич Јовчевска, која е новинарка на Радио Слободна Европа. Добро дојдовте. Владимир Пивоваров, кој е советник на министерот за внатрешни работи, ова пократка верзија. Исто така е и универзитетски професор. Добро дојдовте. И Кастриот Реджепи, кој е активист од Сдруженијето НУН, Осешочата НУН. Добро се. Како што знаеме, мигрантската криза е главен проблем, светски проблем со која се соочува и Македонија. Па би сакал прво, господине Пивоваров, од вас, како мислите дека се справува Македонија општо со ова глобална криза, која на некој начин не ја очекувавме дека ќе бидеме и ние дел од неизменени кога гледаме све што се случува глобално? Благодарам на прашањето, меѓутоа не се согласувам со вас дека ова беше неочекувана криза. Секојаш во глобалните тектонски движења во светски размери кои се случуваат, значи секојаш оние кои превземаат војни действија, една од солуциите и прашањето на лицата кои живеат на тие простори, дали ќе станат бегалци, ова уште пред многу години наназад, кога почна војните во Ирак, потоа во целиот регион, Либија, Сирија. Затегната ситуација Иран, Турција, значи овој дел од светот, се очекуваше дека ќе има голема криза. Меѓутоа, мислам дека на стратешки план Европската унија во тој момент не очекуваше дека ќе биде во волку големи размери, затоа и денеска се тие разговори помеѓу Европската унија и Турција, Турција да биде тампон зоната, односно филтерот каде што ќе остане најголем број од бегалци. Ние како Република Македонија ниту сме во можност како мала земја, а сме единствено само рута на патот за Европската унија, каде што се упатуваат бегалците. Сами како земја не можеме да се справиме со овој предизвик, затоа велам дека токму сега последните агенди на Европската унија, дека ние ќе бидеме тврдината, последниот бастион на границите на Европската унија, во делот на можноста за справување со ваквата криза, што велам дека е за Република Македонија голема позитивност и мислам дека доколку одговориме на ваквите предизвици, самите ќе подотвориме вратата за влез во Европската унија, секако и во НАТО. Меѓутоа мора да сватиме дека во овој момент мора да очекуваме и мора да бараме поддршка од Европската унија на секој план, и финансиски, и човечки план, и во едуцирани воени сили, во едуцирани полициски сили, во едуцирани цивилисти кои се во нивните општества, бидејќи тој бран не гледаме дека во скоро време ќе престане. Од друга страна загрижува фактот што политиката на некои земји во последниве денови особено веќе не се разговара за прихват на бегалците во нивните општества, туку веќе се разговара за нивна депортација. Секако дека во маса на луѓе има и луѓе кои се извршители на кривични дела и секогаш сум за тоа да не се фрла анатема врз сите. Ако е извршител од една групација, едно лице, да групата не е поред, дека не е цивилизирана. За жал се случуваат такви проблеми, гледаме секојдневно
на територија на Европска унија и мора да најдеме начин како овие луѓе да бидат инфилтрирани, односно да бидат прифатени од општеството каде што тие решиле да живеат. Ке зборуваме за сите овие детали и поготово какви последици има врз Македонија и толку заради тоа викаме неочекувано можеби ја фаќа Македонија оваа криза бидејќи со редица одлуки кои ги објаснивте, можеби ќе има директна последица и врз Македонија и на начинот како ќе се справи понатаму со кризата, но ќе дискутираме за тоа. Би сакал директен одговор или слика да дадеме за тоа која е ситуацијата сега во границите или во центрите каде што повеќе има емигранти, имигранти. Кастиот Реджеби, како што реков, е активист кој секојдневно е и во Гевгелија, но и во Табановце. Која е сликата и како се справува Македонија до сега? Благодарам за поканата. Како што ја спомнавте, представник на Служебно НУН, кој е присутно во двата транзитни центра, во Гевгелија и во Табановце секојдневно, со екипи на волонтери, од каде што транзитират бегалци, значи секојдневно прегуваат од Грција и продолжуваат преку Србија на нивните дестинации. И состојбата е таква да при бегување тие се регистрират, им се дава асистенција во храна, во облека и правна и така натаму и после продолжуваат за центарот во Табановце, од каде што можат веднаш да транзитират према Србија и понатаму. Со тоа што во последните денови и во последните моменти има мали промени, така да се случува да одреден период границата е затворена, поради координација со другите држави кои исто така го одлучираат тоа. Така да бегалците се мора да престојуваат подолг период на одреден камп, што представува потешкотија и за нивно обслужување и од страна на точка на тоа дека тие сакаат што побрзо да транзитираат и се чувствува несигурност дали ќе поминат или ќе бидат нудени да останат тука. Исто така, конкретно денеска од информациите во теренот, во моментот има штрајк на таксист во силата, и така да во овој момент не е можно да има транспорт со воз, така да ќе бегалците ќе бидат денеска ќе треба да престојат подолго, не знаеме долго време во Гевгелија. Кога зборуваме за ситуацијата во почетокот на кризата и сега, дали мислите дека сега веќе има некаква подобрена реакција како се справува Македонија со оваа криза, исто така и самите граѓани, колку тие помагаат? Гледаме често, без разлика на нивната етничка припадност, дека им помагаат на луѓето. Дали тоа продолжува, поготово во овој зимски период? Има голема промена од почетокот на кризата, кога законот развит беше така да не им се дозволуваше да користат јавен транспорт и така да тие мора илегално преку пругата, значи пешки да поминуваат и се случува и несреќи така натаму. Од кога се се промени законот, се воспоставиа центрите, тогаш е поорганизирано, значи и протокот се одвивал со, може да кажам, полесно и на тој начин и за бегалците, но и за државата било полесно да се менаџира. Сега поради новиот момент кога се почна да не се прифаќат веќе, тоест да се прифаќат само од 3 држави, од Сирија, Ирак и од Афганистан, значи пак се појави група на луѓе од другите држави кои се обидуваат на секој начин да поминат и така да има секојдневно случаи на фаќање на групи на бегалци или како ги нарекуваат економски мигранти, иако не значи дека тие ако не се од оваа држава дека се економски мигранти, може да бидат репресивни нивни држави. И доколку се имплементира тоа што господин Пивоваров го спомна и што се најавува
дека сега само Германија и Австрија ги има отворени границите